всички прашања е пратеникот Трајче Димков. Значи, збор има пратеникот Трајче Димков. Благодарам, почитувани присутни. Моите денешните прашања ќе бидат поврзани со земеделието и сточарството. И тоа добив информација дека министерот нема да биде тука, па би сакал колку може еве за следна прилика да ги добијам писмено, ако може да ја послам. Да. Почитувани присутни, земеделците и сточарите се граѓаните кои се жртвуваат себе си за ние да добиеме храна. Тоа се луѓето кои цел живот го посветиле на земјата и на стоката. Да се одгледува овци, стада или говеда е сериозна, многу тешка работа и мора тоа секојдневно да го прават. Оно што се вложува како фамилија, како личност, ние треба да го почитуваме. Дали тоа го почитуваме? Ние се огледавме на таква состојба 2006, па до ден денес веќе како влада преткано од 2016 ги зголемувавме тие субвенции. 150 милиона. Меѓутоа, што се случува со тие субвенции? Што се случува со тој производ? Што се случува со стадата овци и говеда? Почитувани присутни, едни од такви се и граѓаните во Ресенско и Преспа. Како честни и вредни луѓе, луѓе кои макотрпно работат за да обезбедат подобра екзистенција за своите семејства, очекуваа многу од оваа власт, која во предизборието во својата програма ветуваше многу за земеделците во овој крај и во цела Македонија. Само за време на берба, земеделците потрошиле повеќе од 2,5 милиони евра, кои сметале дека ќе ги повратат со продолжба на нивниот род. А замислите колкави се трошковите за целокупно годишно производство. Ветува и многу други работи, меѓутоа за жал ги нема. Ситуацијата во Преспа е алармантна, а земеделците се при крај со своето трпение. Дали знаете дека во Преспа ова година има производство од 150.000 тони конзумно јаболко и 100.000 тони индустријско, од кои се до сегашната динамика се извезени околу 25.000 тони конзумно јаболко. Во овој момент се товарат помалку 10 камиони шлепери дневно или во тони околу 200 тони дневно. Со ова динамика на откуп, за да се продаде целиот род, потребно да се товарат најмалку по 40 шлепери дневно до месец мај. Во спротивно, 2/3 од родот ќе остане непродаден во магазините на производителите. Покрај лошата откупна цена, која во моментот изнесува 5, 6, 7 денари за 1 килограм конзумно јаболко, која не ги покрива ни производствените трошоци на производителите на јаболко, овоштарите се доведени во ризик и воопшто да не го продадат родот. Дури би биле изложени на дополнителни трошоци да плаќаат работа рака за изнесување на складираното производство од магазините и неговото продавање како индустријско јаболко по понижувачка цена од 1 денар по килограм. И помалку, а како најлоша варијанта не треба да се изостави и фрлањето на родот по дивите депонии, што би имало за последица невиден крах на јаболко производството и негово замирање и уништување на оваа гранка од една страна и предизвикување на еколошка катастрофа во овој крај. Каде ќе одат јаболката? Дали во Преспанското езеро, дали во националните паркови Пелистер и Галичица? Која таа еколошка катастрофа би било? Им се ветуваше на граѓаните дека ќе се отворат многу пазари. И тие пазари претходните кои ги имавме, Романија, Босна, Молдавија, Русија, и тие секнаа. Се ветуваше со некој извоз во Египет и тоа не помина. Дали некој свесно сака да ги уништи овие производители на јаболка? Прашањето е, дали, господине министре, вие и владата на Република Македонија не гледате никаков интерес во производството на јаболка, кој наместо да го прогласите за стратешки продукт на државата, од кој продукт веќе многу години наназад државата е таа која ги има посебен бенефит од давачките кои ги земат од извозот на овој производ. Прашањето уште еднаш, како, почитуван Лјупчо Николовски, планирате да го решите овој проблем и како да ја надминете оваа криза? Понатаму би сакал да поставам едно прашање, произлезе од еден медиум во Република Македонија, се работи исто прашање до него, бидејќи мислам дека тој е
земјоделство и водостопанство, се работи за едно јавно предпријатие за водостопанство кое изнајмило 15 возила за 417.000 евра. А истите тие, според извори од медиуми, во салон нови можеле да се купат за 270.000 евра. Што се случува? Договорот кој е објавен за оперативен лизик е случен со една компанија, изнајмени се 14 теренски возила Dacia Duster и едно Renault Talisman. Спорно во договорот, според ова телевизија, е и тоа што стои дека во тие 5 години, ако една возила надмине 100.000 километри, предпријатието ќе плаќа по 15 денари за секој нареден поминат километар. Телевизијата пресметала дека предпријатието да ги купеше возилата ќе платеше максимум 270.000 евра или речиси 150.000 евра помалку од тоа што ќе плати за изнајмувањето. Така само за изнајмување на едно возило Renault Talisman за 5 години водостопанството ќе плати 38.000 евра, а тоа возило во салон чини максимум 27.000 евра. За рентање на едно возило Dacia Duster предпријатието ќе плати речиси 27.000 евра, а максималната продажна цена во салон на ова возило е 18.400 евра. Или за 14 дестери граѓаните ќе платат вкупно 370.000 евра за 5 години или за 120.000 евра повеќе. Отколку ако утре овие автомобили се купат од салон. Се поставува прашањето, дали е ова точно и што ќе преземе министерот за земјоделие во однос на ова? И знаете ли колку пари со ова и колкава е можност да им се помогне токму за ова што го говорев за производителите на јаболка. Имам уште едно прашање, поврзано со ова, токму за оно што почнав на почетокот. Субвенциите. Да подсетам, проверете си. Неисплатени има од 2016 почитувам. 2017 имаме неисплатени субвенции. 10 до 20% имам некоја информација, не се исплатени сточарите. Зборував пред еден месец, пред 2 месеци исто така дека голем фонд од стоката, поготово од оние што одледуваат овци, е намален. Дали е тоа причината затоа што не им исплатена субвенциите од 2017 година и не можат да ги хранат своите стада? Прашањето е, до кога планирате да ги исплатите субвенциите за 2018 и за останатите за 2017 и 2016? Значи, покрај тоа што не се исплатени субвенциите за 2016, 2017, минатиот пат говорев и за поплавите кои се случија во Штип, во делот на Лакавичкиот дел. Исто така има необештетени луѓе. Ве молам, проверите ги ситуациите, најдете начин да се надмине тоа. Ветувавте, ова влада ветуваше дека однапред ќе им се дават субвенциите. Луѓе, предходната власт почнуваше да ги исплаќа субвенциите во ноември месец. Денес сме веќе крај на јанари, од утре е февруар. Како понатомо луѓето ќе можат, ги очекуваат тие пари? Требаше да ги посејат своите ниви, да обезбедат храна во овие тешки моменти кога имаше многу снег и многу студ и мраз, да обезбедат храна на сточарите. Сериозен е проблем. Јас замолувам и прашувам, очекувам прашање во писмена форма од министерот во следниот месец, меѓутоа јавно го прашувам, може уште утре да си ја провери состојбата, веднаш да реагира. Го замолувам во интерес на сите земјоделци, на сите сточари. Греота е. Земјоделците се и сточарите се луѓето кои не хранат. Вие не само по нив удревте по пензионери, удревте по се живо што постои во државата. Меѓутоа, луѓето немат леп да јадат. Не може да си ги обработат нивите. Дополнително имавме и тешки проблеми минатата година. Суша беше, не може да ги посејат нивите. Сериозен проблеми. Тоа се веќе стратешки позиции како понатаму треба да се решават, а можеби водостопанство како една од јавните предпријатија треба да обезбеди вода за тие ниви. А тие што си прават? Си купуваат возила. Па едно и специјално да било за директорот Renault Talisman. Како го решаваше на времето тоа владата на ВМРО ДПМН? Тука почитуваниот министер Лјупчо Димовски, разговаравме со него, еден од најголемите стручњаци во тој дел на земјоделието, министер кој
се грижеше и одеше од човек на човек. И сите наши одеа од село на село, од човек на човек, за да прашат како луѓето и исто што живеат. Еве да ви кажам како го решаваа. Имаше календар на исплата. Помеѓу Министерството за земеделие, Платежната агенција и Министерството за финансии. Некој тоа го утврдуваше, некој даваше налог и на крај да можеше Министерството за финансии да направи. Многу работи направивме, не треба да ги минувате, само продолжете во тој дел. Жалам за ова што им се случува на земеделците, меѓутоа ги уверувам, кога ќе дојдеме ние на власт, сите овие проблеми ќе ги надминеме и ќе ги решаваме многу подобро. Очекувам писмен одговор од министерот за земеделие.